професионален век посветен на проучувањето, истражувањето и афирмирањето на македонската народна култура. Пред очите на домашната и на меѓународната стручна фела, меѓутоа најчесто и пред очите на македонската публика, која што со нетрпение ја очекува секоја негова нова книга. Затоа што во секоја од тие нови книги може да одгатне уште една мистерија од она што се нарекува македонска традиција, оставена од нашите предци низ вековите. Чести задоволство ми е што и денес во ова издание на емисијата Неделен магазин наш и ваш гостин ќе биде професор доктор Марко Китевски. Добре ни дојдовте, професоре. Благодарам, добре најдов. Кога реков секоја ваша нова книга, ова е четвртиот дел од оно што... Четврта книга од одбраните дела. Ете така, честитки нека се множат. Направивте ли некогаш некаква пресметка, статистика, пребројување? На книгите знам, меѓутоа и на сите оние научни трудови низ годиниве наназад, што се имате објавено? Па имам список и веројатно едната година ќе го објавам по повод еден јубилеј. Добро. И има некаде над 400 наслови, трудови во весници, во списанија на научни собири, на разни поводи, полемики, расправи и така натаму, значи некаде над 400 трудови се и 70 на книги посебно. Знаете зашто ве прашувам? Може би и бројката како бројка сама по себе е навистина вредна. Меѓутоа, ова значи дека години и години се вткаени во вашата научно-истражувачка работа, кога станува збор за она што значи македонска народна култура. Па вака сега, идната година, ако даде Господ, наполнувам 75 години, а некаде 72 година почнав да ги објавувам првите текстови. Па сега пресметајте вие, 50 и нешто години сум присутен на ова сцена. Во тој период се и тие трудови што ги спомнав сега. Да се множат, професоре, и годините и делата. Меѓутоа да се вратам значи на најновава книга. Уште во 1945 година, кога Блаже Конески ја издава збирката на народни песни. Да, тоа е оваа збирка. Така. Во предговорот тој ќе каже, ова е дело на еден велик поет, мислејќи нели на народниот, на колективниот гени. Творец. И од тука продолжува и додава од народната извре и нашата уметничка поезија. Професоре, колку е голема вредноста? Да, тоа се пророчки зборови на Блаже Конески, кажа на 45-та година уште. Тој вели, народ што создал ваква народна поезија не може да изостане и во создавање на уметничка поезија. Тогаш, знаете, немавме развиена литература, 45-та година, и токму затоа е оваа книга направена и во школите, за наставните програми, да можат учениците да учат да читаат поезија, бидејќи немавме развиена уметничка литература, се учеа од народното творештво, како што и поетите се учеа од народното творештво. И Блаже Конески вели, сакам оваа книга да се чита како книга на еден поет, но тој е оддушевен и од големите уметнички вредности на таа поезија, па затоа вели, не може народ што создал ваква народна поезија да заостане во уметничката. И тоа навистина се случи. Подоцна македонските поети создадоа, и поети и прозаисти се разбира, создадоа литература достојна за репрезентација на македонското име и македонската држава, како сакате. Но треба едно да се каже, значи, дека тие поети, книжевници, прозаисти и така натаму се држеа до изворот, значи до почвата. Може литературата да е со високи уметнички вредности, може да е, да речеме, длабоко филозофска, модернистичка или постмодернистичка, но ако не е врзана со коренот, таа нема да е национална, нема да е
препознатлива. Ние имаме македонска литература која е препознатлива во светот токму по тоа што избира од народното творештво, што избира од корените на овој народ. Македонското народно творештво секогаш било инспирација за уметноста. Откако Ленка остави кошула тенка ленена недовезена на разбој и на налу ми отиде тутун да реди монопол, лицето и се измени. Веги падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни. Тутуни жолти отрови, загради китки розови. Прва година помина, грудка в срцето й легна. Втора година намина, болест ја вгради и скина. Трета година земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко кропи со свила виеше, ветерчок тихо над неа жална и тага рееше. Зошто ми? Зошто остана кошула недоткаена? Кошула беше даровна. Кочо Рацин вели делото на Пејчиновиќ, на Миладиновци, на Жинзифов, скршнато еднаш од историските неминовности, ќе и се врати на својата матица и ќе најде своји достојни следбеници. Тоа и се случи. А Блаже Конески вели пак, наши предходници беа Рацин, Неделковски, на нив им подаваа рака Прличев, Жинзифов, Миладиновци, но народната песна беше таа која што го одржуваше континуитетот на творештвото. Таа беше алката што ги поврзуваше генерациите. Значи, ете тоа е народното творештво. И уште 26-та година Чешмеджиев во својата збирка напиша: ние македонците без песна не можеме. Нашата татковина не е украсена со пирамиди, со свинги, но има нешто кое ниту поробувачот, ниту вековите не може да го разурна, тоа е духот на народот излеан во народната песна. Рацин вели, ние македонците немаме инструмент сложен како клавирот, но кога душата на народот ќе помине низ кавалот, тоа е нешто што создава морници кај човекот. На едно место велите и забележувате всушност зошто грешка и на кое место се случува грешката во преобјавувањето и така натаму на едно размислување на Коста Солев Рацин за и околу она што значи македонски фолклор. Значи, кога се преобјавуваат материјали, се случуваат грешки. Меѓутоа, ако таа грешка е од суштински карактер, таа остава впечаток. Во тие преобјавувања на статијата на Коста Рацин со наслов Македонската народна песна има едно место каде што се вели сето она што можело во животот слободно да се каже, нашло место во песната. Тоа е грешка, затоа што јас ја најдов и оригиналното што отчукано на машина од Кочо Рацин, се чува во Маново фондот на Рацин. Таму вика оно што не е могло, таа е на српски пишувана, оно што не е могло у животот слободно да се каже. Што значи она што не можело она што не можело да се каже слободно, нашло одраз во песната. Во некои подоцнежни изданија направена тоа не е изфрлено и така стои она што можело да се каже, што не е точно. Значи, заради тоа сметав дека треба еден посебен текст да посветам на таа грешка, бидејќи Рацин не е секој и не треба секако да се чита. За Рацин вела дека всушност тој не го користи фолклорот, дека тој самиот е роден со она што значи вредност на македонскиот фолклор. Кога зборуваме за Рацин, треба да кажеме дека Рацин е и собирач на народни умотворби и
објавувач, публикатор на народни умотворби и неговото дело е инспирирано од народното творештво, но тој е и научник. Имаме запис на Душан Неделковиќ, тогаш професор на Белградскиот универзитет во Скопје, испостава филозофскиот факултет имал, и Душан Неделковиќ му дал задача на Рацин да запише народни умотворби од Велешко, бидејќи и неговата мајка и неговите во фамилијата биле познати песнари, игроорци и така натаму, и фолклорот живеел во неговата фамилија. Тој напишал таква збирка, за брзо време напишал, за неколку месеци подготвил една збирка со песни и приказни и му ја дал на Душан Неделковиќ. Меѓутоа, при бомбардирањето на Белград 1941 година на 6 април, таа била изгорена, запалена за несреќа и таа не останала. Рацин во текот на војната подготвил две збирки со револуционерни песни, со маршеви, масовни песни, авторски и така натаму, кои што се пееле и тие се објавени. Едната е 1943 година, тој ја објавил додека бил жив, другата е најдена во неговата торба и е објавена нешто подоцна во истата печатница Гоце Делчев. Значи, Рацин ни е познат и како објавувач на народни умотворби, со тоа што за прв пат или ретко за времето, 1943 година, во насловот го имаме македонското име, македонски народно-ослободителни песни. Тоа биле песни всушност што се пееле меѓу партизаните и биле многу популарни. Имаме записи од Владо Малески и од други личности во тоа време, дека многу им значеле на партизаните, а особено на слободната територија во Западна Македонија, во Дебарца, биле користени во наставата како помагало, како литература. Речено е за него дека бил комплетен фолклорист, дека ги познавал сите тогаш позначајни автори, фолклористи, и руски, и српски, и бугарски. Професорот Пенушлиски има запишано дека тој беше најкомплетниот фолклорист на своето време. И така, значи, Рацин како да го гледаше поврзан со фолклорот. Деј ги горо зелена, деј ги водо студена, пилците пеат, ти плачеш. Сонцето грее, ти темнееш. Ако ги криеш коските на дели млади јунаци тука што лежат по тебе, за тие темни дубрави, зошто ги таеш песните? Зошто по тебе дрвјата и на дрвјата гранките и на гранките лисјата, шумолат, скришно, таговно. Тамо горе на небото, зора руди, ден се буди, ден мора ви шири крила, јалова точи свила. Тамо зора црвене, моje срце ми црне. Ископајте длабок бунар, извадете ладна вода, натопете лути рани, да не горат, да не болат. Зоро златно и румено, зоро сладка посестриво, ти изгреваш надалеку. Дали еднаш ке изгрееш силно, силно, дури милно, над долови и над гори, над полиња и над реки, над мојата татковина. Професоре, во оваа книга на 370 и некоја страница... И 80. Имате поместено факти, собрани нели низ вашата научно-истражувачка работа низ децениите наназад, меѓутоа посветувате и внимание, пред малку ги спомнавте, од јеромонахот Пејчиновиќ,
преку Крстен Мисирков, преку Стале Попов, Коста Солев Рацин, меѓутоа се осврнувате и на употребата на фолклорот, односно фолклорните елементи во поезијата, например, на Анте Поповски, во делата на Петре М. Андреевски, на кого што всушност и му ја посветувате оваа книга. Оваа книга се состои, овој ракопис се состои од две книги. Една книга е за Стале Попов книгата, објавена 88 година уште, со тенденција да се разоткријат фолклорните елементи во делото на Стале Попов. Значи, таа книга е 88 година објавена. Тука Тоа е се дел од преобјавува. темати на вашиот магистерски труд? Да, тоа ми беше магистерски труд. Другиот дел е друга книга со наслов Книжевност и фолклор. Тука се обидувам онолку колку што можев, колку што имав можности, да разоткријам некои релации на тема книжевност и фолклор во македонската литература, па така има текстови каде што се споменува Блаже Конески, Кочо Рацин, има 2 текста, 3 за Кочо Рацин, Крстен Мисирков, односот кон фолклорот, и за мене посебна инспирација беше Петре М. Андреевски, кој што има така посебен однос кон фолклорот и тоа го пишувам во неколку текстови тука. И оваа книга всушност е посветена на 90 годишнината од раѓањето на Петре Андреевски. Тој е роден 34 година, 90 години помина. Оваа година. Кога веќе го спомнувам Петре М. Андреевски, на едно место велите дека Петре Андреевски го допира фолклорот или го вклучува фолклорот, односно фолклорните елементи во своето дело, не за да го потврдува фолклорот, туку на некој начин истиот да го негира, ако може нели така да се изразам, во создавањето на нови вистини. Едни современи изрази. Да, тоа го констатираат и другите истражувачи на делото на Петре Андреевски, Слободан Мицковиќ и Гане Тодоровски, а тоа го има речено и Петре Андреевски во еден разговор, тој е тука застапен во таа книга. Некаде 73 година како студент на филозофскиот тогашен, сега филолошки факултет, работев семинарска тема за Петре Андреевски и покрај текстот што го напишав, направив и разговор со Петрета, еден подолг разговор кој е токму тука застапен, и Петре токму тоа го зборуваше, дека тој го зема фолклорот за да го негира, односно да го надградува, таму кај што престанува фолклор, тој има свое гледање на работите и мислам дека е тука и големината негова. Песна за мојата песна. Отспрегни се, машки ветру, мој личен телалу. Наглетајте го својот глас, птицо и грамотевицо. Видете редачки мои мачни по сестрими и искрај в краја пренесете ја песната за мојата песна. За таа топола меѓу две пустини, меѓу две планини. За тој постојан бакнеж меѓу две пречисти усти. За тоа виножито меѓу две возбудени шуми. За таа неизодлива ноќ меѓу две преноќишта. За таа подпалена свеќе меѓу два непријателски черепа. За таа мировна труба меѓу две завојувани земји. За таа воздушна коњица меѓу две села, меѓу две стомни вода. За тој преотворен чадор на печурката, за таа препрочитана телеграма меѓу два братски дожда, за таа непомрдната деница меѓу две оддалечени утра, за тоа растојание меѓу два одзива, за тие речни слапини меѓу две скарани перачки, за тој зацкриен студ меѓу две топли соби, за тој буквар, за таа сметалка меѓу два ближни града, за тоа засолниште меѓу две селски горештини, за тој пейсаж меѓу две писма, меѓу две боишта, меѓу две крушевски републики, за таа пот, за тој дијамант меѓу две стушени чела, за таа грудка снег меѓу две детски дланки, за тој сончев прстен, за таа рамноденица, за таа расонета струја меѓу две растителни ноќи, за тоа запечатено пладне меѓу две речни промаи, за таа капка вода меѓу две суви непца, за таа камбанарија меѓу две дзидера, меѓу два звонара, за тоа нескротливо животно, за тоа милозливо невреме, за тој водопад меѓу моиве две раце, за Дениция.
Што се всушност од таа наша традиција? Кои се фолклорни елементи ги вклучуваат, да речеме, книжевниците, односно луѓето што се занимаваат со една уметничка поезија, уметничка проза? Видете, од народот се зема. И мотиви, и теми, и ликови, и народни умотворби, не само песни, туку и пословици, најчесто пословиците, поговорките, клетвите, благословите се користат во делата. Блаже Конески има една книга на таа тема, кај што посебно истакнува цитати од народното творештво во македонската литература. Значи, многу нешто е користено од народното творештво. Јас кај Стале Попов најдов и извлеков, ексерпирав од делото цела една збирка со пословици. Но има и клетви, благослови, и прекари, има и псости. Така што сето она што го има народот во својот говор, поетите, писателите го користат тоа како надградба во својата литература. Еве еден пример да ви кажем. Има Блаже Конески еден запис кон песната за Болен Дојчин и таму има неколку стихови од народното творештво. Болен лежав до 9 години, што искинав до 9 постели и така натаму. Тој во еден свој запис вели, еден критичар еднаш ми рече дека и без тие стихови од народното творештво, песната ќе имаше своја целовидност, целосност. Вели, меѓутоа јас не мислам така. Јас мислам дека тие стихови точно доаѓаат тука за да подсетат, да поттикнат емоцијата и така натаму. Значи, стихови од народните или од прозата во уметничката литература често среќаваме. Кога бев препол сила што придојдува како матна речна глава, кога се сети вреден за мојот подвиг, достоен за слава, кога ми закрепна гласот за најдлабок збор, раката за најтежок меч, ногата за најверен од, тогаш се сломив, паднав како црешово дрво премногу род. Една подсмешлива сенка ми издемна трагата, како змија се вовлече во свеста. Смејата ме урочи, ми ја зацрни тагата. Да се обзирнам подозриво, да дувам, да шестам, тогаш се сетив ситен и смешен и долен, се стопи снагата, капна раче, падна мечот, паднав болен. Болен лежам до 9 години, што искинав до 9 постели. Не ги чувствувам веќе своите зглобови, јас сум расфрлан на тврда ледина, на пеколен, пладневен присој. Јас сум раскостен коска од коска, низ моите коски трева поникнало, низ таа трева змии се ведат. Јас копнеам гроб темен и студен, нема крај без мојот подвиг суден. Непозната жено, единствена на светот, сестро и мајко моја, ти што си страдала, ти што си сетила мака, дојди, сестро златна, збери ги моите мувлосени коски, состави ме, пови ме со 300 лакти платно, речи ми тих реч, исправи ме, научи ме пак да одам, мајко. Дај ми врака меч, добијам црна рапина, да умрам. Зошто Крстен Мисирков велите на една од страниците дека кога не можел да најде факти, се навраќал кон фактите и сведоштвото во нешто значи македонско народно творештво? Мисирков е познат по книгата за македонските работи, меѓутоа тој има многу текстови за македонската култура, за македонскиот фолклор и така натаму. Тој со посебна страст го проучувал македонскиот 14 век и особено ликот на Марко Крале, и во тој контекст тој вели онаму каде што
истражувачот не може да најде историски податоци, посегнува по народното предание. Бидејќи за Марко Крале не само што има преданија и песни, најмногу, апсолутно, туку неговото име и представи од неговиот живот се забележани и по црквите, по зидовите и на разни други места. А познато е дека Мисирков има и запишувано македонски народни песни. Тој бил водач на руска експедиција 902 година во Јужна Македонија, во Егејска Македонија, во Постол и другите села, и како нивни водач заедно со нив запишували народни умотворби, од кои што подоцна изградил, напишал значајни трудови. Значи, сепак и Мисирков има длабока врска со народното творештво, со македонското се разбира. Колку време го проучувавте или се уште, може би подобро да го преформулирам прашањево, дали се уште го проучувате делото на Стале Попов? И зошто токму Стале Попов и која е таа ваша фасцинација и импресија од сето она што Стале Попов Вака да ви кажам, го има оставено како наследство за македонскиот Стале народ? Попов беше мој интерес, уште како гимназијалец во Струга дојде еден аквизитер што продаваше комплети од Стале Попов. Тогаш излезе првиот комплет, 66-та година, печатен. Тоа беше некаде 66 или 67 година. И јас го купив тој комплет, иако немав многу пари за книги да давам, меѓутоа го купив, бидејќи Стале Попов ми беше познат од претходно, како ученик во основно училиште, доаѓаше Наш свет и други весници, каде што читав дела и така знаев за него, купив и го читав тоа дело со посебен интерес, а кога почнав веќе да работам овие теми и ми беше интерес да го истражувам фолклорот во делата на Стале Попов. И така пријавив и магистерска теза од тоа, ја одбранив, потоа допишав одреден број текстови за делата на Стале Попов, посебно за секој негов роман, за секој негово дело, и ги објавив 88 година. Магистерската ја бранев 80 година, по 7-8 години ја подготвив и таа книга. Значи, Стале Попов ми беше интерес, бидејќи јас потекнувам од село и многу работи што таму ги најдов, претходно ги знаев од животот во селото, во моето село. Колку неговата лична биографија, колку неговиот живот, неговата лична животна приказна е вткаена во неговите дела? Во неговите дела е неговиот живот. Јасно е дека Крпен живот е автобиографско дело. Таму тој ќе го видиме во ликот на Крсте, Поповиот син. Но Стале Попов се што пишуваше, значи најмногу пишуваше од Мариово. Тој самиот вели дека можно е да се појави некое мое дело надвор од Мариово, како Дилбер Стана, да речеме, или доктор Орешковски, но главно јас се држам за моето Мариово, бидејќи тука сум најсигурен. Тој вели, тука сум најсигурен, и тој вели дека честопати одел во Мариово за да се напои од врутоците на народниот дух што таму го доживувал. Така што во тоа дело го гледаме и Мариово, но што е Мариово ако не е и македонскиот живот од тоа време? Кога тој го опишува животот на Мариово, истото е и во Дебарца, и во Порече, тоа е македонски живот, со македонски говор, со македонски обичаи, со македонски верувања и така натаму. И троштината на еден Итар Пејо, да кажеме, или? И троштината е кај Итар Пејо, меѓутоа и во другите дела ќе најдеме многу мудрост, релации што кореспондира на таа тема со мудроста. Инаку кога спомнавте за Итар Пејо, да кажеме и тоа дека Стале Попов уште некаде 34-та година бележал приказни за Итар Пејо и вели самиот во еден исказ вели
се обидов да ги пишувам на српски, бидејќи во тоа време така било. Меѓутоа не ми одеше тоа и ги напишав на македонски. А кога ги однесов кај издавачот во Белград, некоја издавачка куќа, Рајковиќ, Киковиќ, така се викала, вели уредникот ги погледна, ме погледна и мене и рече: млад човеку, ова го покажа тука и немој на друго место, оти Глаиначата не ти ги. Глаинача бил најпознат затвор во тоа време. И вели, јас повеќе не се осмелив тоа да го правам, но кога се создадоа услови по војната, почнав да пишувам со голема страст, така настана и романите, така и приказните за Итар Пејо. Па, селани, ај, кажете, што е, што има, што ве мачи, на што се жалите? Дедо Владика. Да. Када не газат аѓите и беговите, па и овој нашиот Итар Пејо, многу мака имаме. Туку гледаш, му направил некоја дубара на некој селанец. И не е да речеш на по некој селанец да му сторил лошо, туку на сите селани, дедо Владика, на сите. Појди докај протугерот, кажи му нека ми го доведе тој Итар Пејко, да го видам. Добро, дедо Владика. Ете, пред некој ден, дедо Владика, гледаме ние селаните, нешто бело, туку се влече по долината. Не зеде и Јанза, што ѓавол ќе биде ова на темаго? Прости, дедо Владика, прости. Вели тој Итар Пејко, море селани, будали едни. Што се чудите? Зар не гледате дека Господ ни пуштил волна? Волна? Туку собирајте ја, вели додека не дошле од другото село да ни ја приберат. Чуки Господ нам ни ја пуштил. Нарипавме ние селаните во волната. Кој скокни од оваа скрка, кој во оној дол, кој од онаа дупка. Не гледаш, дедо Владика, сите сме крво и рани. Овкаме, ние кој каде стигнал, овкаме. Од волната ни трага, ни поштука. Јазик, јазик. Море, тоа не е ништо, дедо Владика. Си останавме кој со раничка, кој со гребнато колено, кој со скршена рака, ама тоа се тегне некако. Да видиш ти лани што ни направи. Се молиме ние селаните на Бога да ни пушти троа дожд. А Итар Пејо ни вели: бре, будали селани, далеку е Господ, не ве слуша. Туку земете, запалете си ги племните, изгорете си ја сламата, та кога ќе се наоблачи, после дожд, колку и да сакаш. Зедовме ние селаните демек, си ги запаливме племните, си ја изгоревме сета слама, кога се дигнаа димовици и чадишта до небеси. Ама ако виде ти, дедо Владика, дожд, видовме и ние. Само ни испоцрка добитокот за храна. Па, ке видиме, ке сториме што може да се стори. Ајде, селани, одете си вие сега со Бога, со мирно, со Аро, со Кроце. Ајде па, ќе навратиме и по другите села, па ќе сториме што може да се стори. Ај, со здравје. Збогум, дедо Владика. Ајде. Со здравје. Ајде се. Со здравје. Гледам јас, Пејо, сите селани се против тебе, туку како да ги смириме, ајде, со мене понатаму ќе одиме, па ќе видиме, ќе сториме што може да се стори. За Итар Пејо имаат и други
запишувачи, запишано приказни, има Шапкарев, доста такви, но Воислав Радовановиќ има најмногу пред војната запишани во книгата Мариовци, во песни, игри и танци, така натаму. Но кај Стале Попов имаме друг еден однос, имаме творечки однос еден кон приказните. Некоја приказна кај Радовановиќ што е од 4 реда, да речеме, овде е развиена во цел еден расказ. Или таму што се неколку приказни, Стале Попов ги врзува во една приказна со многу поширока содржина. Значи, тоа е тој творечки однос на кај авторот, кај Стале Попов кон народното творештво. Во вашава книга е поместен и богат етнолошки материјали, лексички материјали, меѓутоа и во прилог пословици и поговорки, благослови, клетви, пцости, прекари и така натаму и така натаму. А така, читајќи го тоа дело, ми изгледаше интересно да ги извадам тие, да ги ексерпирам тие материјали и испадна цела една збирка со пословици, гатанки. Што е целта, професоре, на здравиците и на благословите? А што на клетвите, да кажем? Не само клетвите, и благословите, и здравиците, тие се дел од народниот живот. Посебно благословите се присутни во обичаите, во обичаи за раѓање, во обичаи на свадба, во обичаи за работа и така натаму. И не случајно е речено дека одредени делови од делото на Стале Попов личат на фолклористички или на етнолошки студии. Тука има повеќе материјал етнолошки отколку во некои етнолошки студии. Стале Попов сосема прецизно како познавач на животот во Мариово ги опишал тие обичаи, тие верувања, тој народен живот што е душата на народот. Во вашите истражувања имате најдено и исклучително значајни материјали. Кога веќе зборуваме за Стале Попов, на овој ваш диктафон, за кој нема да прашам колку години има, имате забележано нешто многу раритетно. Еве, сега ќе пуштиме, значи ова е една снимка со песни пеани од Стале Попов. Таа се наоѓа во Институтот за фолклор, јас ја преснимив пред 20 на години. Инаку има и во Радио Скопје една снимка со разговор со Стале Попов, разговор што го водел Петар Табашковски, и таму има Стале Попов кај што чита од своите дела на мариовски дијалект. И тоа е многу интересно, но јас ова само денеска го донесов, еве ќе пуштиме една песна да нашите гледачи да видат како пеел Стале Попов. Може би ќе препознаат попски глас, но Стале Попов бил богослов. Така го завршил. Тоа имал завршено и средно и факултет богословски, иако никогаш не се запопил. Се подготвувал да го замени татко му на еноријата таму, меѓутоа тоа не се случило, животот го одвел во други насоки. Еве една песна. Недело мури, недело шарена одаја. Има тука 30 на песни, меѓутоа за несреќа снимени се само првите стихови заради мелодијата да се зачува, а текстовите не се снимени и тука е таа штета. Меѓутоа, од тука пак и прашањето за моќта на македонската народна песна. Не само како инспирација за уметничката поезија. Кога зборуваме за моќта на песната, јас имам еден текст во претходните книги што може песната. Песната навистина многу може. Во ова литература што имаме, особено од револуционерните периоди, песната била таа што го крепела духот на народот во годините на робство. Песната била таа што инспирирала, што вдахнувала револуционерни содржини. Има доста записи од наши, посебно од илинденскиот период, но и подоснежниот, од
партизанскиот период, каде што песната била таа што ги инспирирала за борбени подвизи. Голем е бројот на, условно кажано, собирачите, запишувачите, на она што значи мудрост народна, низ вековите наназад. Од тука, колку е голема вредноста и важност и на собирачите, на народните умотворби, песни, приказни, обичаи, верувања и така натаму, и може ли да се направи тука една дистинкција каде почнува, каде завршува всушност авторството на самиот собирач? Затоа што чинам дека, поправете ме ако грешам, Блаже Конески ма речено, нели, и делата на Марко Цепенков треба да се читаат како авторски текст. Да, видете, тоа е интересно прашање и често е така во истражувањата допирано. Добриот раскажувач е автор на текстот. Добриот раскажувач. Јас имам таму и искажување од еден раскажувач од Демир Хисар, дедо Илија Кошовски, кој што бил и, како што велеше Петре Андреевски, негов учител, бидејќи од истото село, и како дете ги слушал раскажувањата на дедо Илија. Тој велеше, тој што е мајстор ќе додаде на приказната, ќе ја измени, ќе ја подотера. Еве да ја земеме Силјан Штркот. За Силјан Штркот се вели дека е дело, расказ на Цепенков. Меѓутоа и другите приказни од Цепенков имаат печат на авторот. Значи, авторот дава свој печат на приказната, на песната која ги пее, која ги раскажува. Јас објавам таму еден текст за Спиро Иванов, еден собирач на народни умотворби, меѓутоа тоа се најубавите приказни, тоа се текстови рамни на раскази, на проза, бидејќи тој ги пишувал,
ги запишувал приказните, тој вели како што ги запомни во детството, како со инка турени и нема ни еден збор додаден или одземен, меѓутоа не е така, по 20 години не може тоа да се запише како што се слушало некогаш, а бидејќи кога човек пишува, па додава, одзема, поправа и така натаму. Меѓутоа тоа се најубавите македонски приказни од Спиро Иванов, кои што јас ги преобјавив пред неколку години, може кој сака да ги погледне, да види дека тој е најубавиот јазик, тој е од село Црско, Кическо, еден прекрасен јазик и од добар раскажувач. Тој ги напишал во една книга што била објавена некаде 11-та година, ми се чини. Меѓутоа, останале некои во ракопис, неколку јас пронајдов во софиските архиви, но има уште една цела збирка што не е пронајдена. Сакам да кажам дека добриот раскажувач има известно авторство на приказната, иако таа е народна, некој му ја кажувал нема, меѓутоа од едно кажување до друго кажување има разлика. За крај, професора, на овој наш разговор и вашето гостување во ова издание на емисијата Неделен магазин, кога станува збор за фолклорот и книжевноста, не е ли сосема нормално и природно современите поети, прозаисти и така натаму да го употребуваат и да се навраќаат кон она што значи корен на македонскиот народ? И да се надградува истиот како нели можност за создавање, простете, за создавање на ново наследство кое што ќе биде оставено за... Ама видете, значи, јас спомнав дека една литература може да биде длабоко филозофска или модерна, модернистичка, меѓутоа ако не е поврзана со родното тло, ако не е поврзана со фолклорот конкретно, таа нема да биде национална, препознатлива. Нашата литература, за среќа, е поврзана со тоа и нашите творци секогаш се држеле до народното творештво. Цепенков ги разубавувал народните приказни. Подоцна другите, Стале Попов и другите го надградувале Цепенков, ги надградувале тие приказни, создавале литература каква што барала времето. Познато е дека нашата трета генерација, на која покрај Петре Андреевски припаѓа и Јован Котески, и Петар Бошковски, и Радован Павловски и други, имаше еден свој однос кон фолклорот, кон народното творештво, еден специфичен и би рекли творечки однос. И така е создадена таа литература со високи уметнички вредности. И на тој начин зачувана се разбира за идните генерации. За идните генерации треба фолклорот да се негува. Сега ние не можеме да го вратиме времето кога фолклорот постоеше, но сега веќе не постои, не можеме. Меѓутоа ова што го имаме, можеме да го негуваме, да го објавуваме, преобјавуваме, можат музичките дејци да создаваат дела на ова, ликовните да создаваат ликовни дела, културата може да биде национална, да се надоврзува на она што значи фолклор, она што значи народен живот, народна култура. А истражувачите и научниците од вашиот ков ќе се истражуваат, да создаваат нови дела. Ќе си имаат работа. Во моментов работите на што? Прво работам на една студија за лебот во нашиот живот, лебот наш насушен. Значи, што значи лебот за нашиот човек кога го немало во доволни количини? Тоа ако ќе го објавам, тоа ќе го видиме. Добро. Работам на книга за собирачите на македонски народни умотворби. Имам доста текстови за Миладиновци, за Шапкарев, за Серафим Бојанов, за Антон Попстоилов, за други собирачи до современиве. Сакам на едно место да го покажам тој континуитет на собирачката дејност на македонскиот фолклор и да им дадеме признание на оние луѓе што си оставиле својата работа и запишувале народни умотворби во време кога тоа било и тешко и опасно. Како што вели Цепенко, сите го
оттргнувале од таа работа, бидејќи му велеле не носи леп ова пишување, по цел ден пишуваш, ја запостави работата и дуќанот си го запостави, но тој бил свесен дека вели кога ќе има луѓе што знаат вредноста на овие умотворби, тие ќе ми оддадат признание и навистина бил во право. А ние ви оддаваме признание на вашиот труд, професори, низ годиниве наназад, низ деценииве наназад, всушност, кога во вашите дела, ете сето тоа можеме на едно место нели да го видиме и да го прочитаме. Ви благодарам што денес бевте гостин во ова издание на емисијата Неделен магазин. Ете тоа беше професорот доктор Марко Китевски во ова издание на емисијата Неделен магазин, а вие останете понатаму со нас.